Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Со зголемен број бездомни куќиња се соочуваат сите полошки општини, но само 3 издвојуваат пари за нивно згрижување. Потребен е континуиран ангажман и системско решение на ниво на држава. Загадувањето во Гостивар особено се влошува во вечерните часови, кога нивото на штетни PM10 честички ги надминува границите. Еколозите предупредуваат на сериозни последици. Заштитната маска треба да го покрива и носот и устата. Лекарите апелираат правилно да се носат. Со зголемен број бездомни куќиња се соочуваат сите полошки општини, но само 3 издвојуваат пари за нивно згрижување. Меѓутоа и тие не се доволни за целосно решавање на проблемот. Потребен е континуиран ангажман и системско решение на ниво на држава, велат докторите по ветеринарна медицина. Само 3 општини од вкупно 9 во полошкиот регион издвојуваат средства од годишниот буџет за третирање и згрижување на бездомни куќиња, но и тие многу брзо се трошат поради големиот број на овие животни, па повторно се актуализира проблемот. Улиците во Тетово пак се полни со куќиња скитници откако пред еден месец заврши тендерот за нивно згрижување, а со тоа и предвидените пари за оваа година. Ете им става чипови, ајде, тоа е во ред. Меѓутоа, бројноста е голема, има и куќиња нечипирани, нема контрола кој каде се движи. Па на свака улица, на свако место има куќиња, не треба да биде така куќињата. Нешто некој болест, гадно се изгледа градот и све. Треба да се чисти тоа. Па свегде има во село, во град. Поготово горе на кај гробиштата е многу критично. Не можеш да идеш ни на гробишта, ни после 11 сат, год се делчев улицава, е тоа катастрофа. Рами Селмани од ветеринарната амбуланта која има склучено договор со локалните самоуправи за третман на бездомни куќиња, вели дека е потребен континуиран ангажман за да има ефект нивната работа, но и истовремено процесот да се спроведува на ниво на држава. Моментално во државата е состојбата многу лошо, зашто ние мисливме дека ќе биде подобро и работиме на тоа страна да биде подобро, ама реалноста не е баш ние како го мисливме, зашто во државата треба да почнат или комплет државно. Нашите барање е да биде ова е работа од владата на Република Македонија, да се делат на сите општини исто. И тогаш ќе има успех ова работа. Селмани вели дека овој месец се ангажирани во Теарце, која е првата рурална општина која започна со третирање на бездомните куќиња, зашто издвоила 1.300.000 денари. Општина Гостивар пак за таа намена обезбедила 1.500.000, додека Тетовската општина 1 милион денари. Се претпоставува дека во една општина просечно има по 700 куќиња. За третман на едно потребни се околу 9.000 денари. Гостиварци периодов дишат нечист воздух. Загадувањето особено се влошува во вечерните часови, кога нивото на штетни PM10 честички ги надминува границите. Еколозите предупредуваат на сериозните последици од аерозагадувањето, кои се уште позагрижувачки во време на пандемија. Загадувањето на воздухот во Гостивар периодов оди во нагорна линија. Мерните станици покажуваат високо ниво на штетни PM10 честички, особено во вечерните часови. Но и без да се погледнат ваквите показатели, според непријатниот мирис што се чувствува, јасно е дека воздухот не е чист. Еколозите предупредуваат на сериозните последици по здравјето од аерозагадувањето, кои се уште позагрижувачки во време на пандемија. Загадениот воздух е, сме кажале, тивокубиец, а доведува до белодробни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, излив, срцеви удари и канцери. А во време на пандемија COVID-19 го олестува продорот на вирусите до белите дробови и веќе истражувањата покажуваат дека 15% смртноста од COVID-19 е зголемена
во градови и земји каде што е огромно загадувањето на воздухот, а ние спаѓаме во првите на листите на градови загадени во Европа. Како прочистувач на воздухот, зеленилото е незаменливо оружје против загадувањето. Екоактивистите постојано се залагаат за подигнување на нови зелени површини, а сега предлагаат и поставување на така наречени столбови на урбано зеленило, чија функција заменува над 270 дрвја. Ние како екологисти и во наредниот период сакаме да направиме и да предложиме една ревизија на урбанистичкиот план, да се зголемат јавните површини кои ќе бидат засадени со урбано зеленило. А во светот веќе се користат и тие столбови на урбано зеленило, кои еден таков столб од МОВ може да замени 275 дрвја. Еве, давам предлог или еден апел до општината, до советот на општината, во наредниот буџет да предвидат малку повеќе средства за да се зголеми тоа урбано зеленило. Има многу јавни простори што се претворија во паркинзи, а и паркинзите може да бидат збогатени со урбано зеленило. Грејната сезона има големо влијание врз аерозагадувањето, но и ефектот од густиот сообраќај не е за занемарување. Секогаш овој период се вадиме со тоа дека грејната сезона започнува и затоа е загадувањето на воздухот. Меѓутоа, немаме никаква стратегија за другите загадувачи. Каде е сообраќајот, каде се индустриските загадувачи кои не се контролираат. Имавме предлог кој наводно се прифати, меѓутоа не е реализиран, за пешачка зона во центарот на градот, кој барем малку тука би се растеретило тоа загадување и граѓаните би можеле да уживаат во некои минимални прошетки на тој простор. Според податоците од Министерството за животна средина, Гостивар годинава имал 72 дена со надминување на средните вредности на PM10 честички, што е двојно повеќе од дозволеното. Маската треба да ги покрива и носот и устата. Таа не предизвикува никакви негативни ефекти по здравјето на луѓето, дури ако се носи и подолг период. Лекарите апелираат, заштитните маски треба правилно да се носат, а граѓаните строго да се придржуваат до мерките, за да се намали трансмисијата на коронавирусот. Носењето на заштитна маска на отворено веќе е задолжителна мерка која треба да ја почитуваат сите граѓани. Мерката се донесе откако бројката на ново заразени лица со COVID-19 во нашата земја е во постојан пораст. На пазарот се нудат заштитни маски од различен материјал, кои се оние кои најмногу штитат од ширење на вирусите. Навистина штитат оние кои што имаат CE сертификат. Сите останати се без проверка на сертификат, односно дали нивната стандард и дали нивниот квалитет е како што треба. Кај нас не знам дека имаме проверка направено на тоа дали се заштитни или не се заштитни сите маски кои што се продаваат на пазарот, но мора да направиме дистинкција помеѓу двете работи кои што се многу битни околу маските, а тоа е затворен и отворен простор. На отворен простор било која маска ќе заштити од големите капки, односно оние фигелови капки кои што ќе се исплукаат директно кон нас. Во затворен простор таа маска исто не штити од големите капки, но таа маска не штити од малите капки, аеросолите, кои што нема како да ги задржи таа маска. За нив е потребно респиратор, најмалку N95 стандард, кој што задржува дури 95% од помали микрони. Аеросоли имаме и повисоки од нив стандарди кои што не се препорачуваат за општата јавност. Професионалните работници би требало да имаат професионална лична заштитна опрема и тоа се овие респиратори, додека хигиенската маска си е за општата популација. Маската секогаш треба да се допира само за врвките и да се нанесе правилно на лицето, со што треба да бидат покриени и носот и устата. Ограничено и времето колку може истата да се носи. Правилно носење на заштитна маска би требало да имаме некаква едукација за граѓаните да го разберат тоа нешто. Најпросто кажано, вие се заразувате од мене преку нос,
што значи доколку се штитите себе, треба да го покриете носот, доколку ме штитите мене, а вие сте заразени, би требало да ја покриете устата, за да не ме исплукате. Но најдобро е секој пат маската да се носи и преку нос и преку уста, бидејќи во моментов ние не знаеме кој е асимптоматичен преносител на оваа болест. Во однос на шпекулациите дека долгорочното носење на заштитните маски може да има негативни ефекти по здравјето на луѓето, лекарите уверуваат дека во тоа нема вистина. Носењето на маската воопшто не е штетно, па дури ни за луѓето кои имаат хронични проблеми и проблеми со дишењето. Лекарите апелираат мерките за заштита да се почитуваат, бидејќи тоа е единствениот начин за заштита од ширење на вирусот. Законските измени за 22 мерки од четвртиот пакет се веќе донесени или пак се во собраниска процедура. Ова го посочи министерот за финансии Фатмир Бесими на заедничката пресконференција со директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска по повод усвојувањето на законите за финансиска поддршка на работодавачите и самостојните вршители на дејност за исплата на плати. Значи, двата закона кои поминаа сега, што се тема на денешната пресконференција, за финансиската поддршка на работодавачи и за самостојни вршители на дејност, се само дел од 12 закони и законски измени за 22 мерки од вкупно 31 мерка од четвртиот пакет на мерки кои спаѓаат во надлежност на Министерството за финансии. Од овие 12 закони, 3 веќе се усвоени од собранието, додека останатите подготвени се на собраниска процедура или се во јавна консултација на ЕНЕР или во финална фаза на подготовка. Мерките од четвртиот пакет, кои се надлежност на Министерството за финансии и кои беа возможени со ребалансот на буџетот, може да се категоризираат во 4 категории, и тоа мерки за директна финансиска поддршка на фирмите, мерки за финансиска поддршка на граѓаните, даночни олеснувања и мерки во насока на системски решенија и дигитализација. Со Законот за финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, се овозможува исплата на плати за секој вработен за месеците октомври, ноември и декември 2020 година во износ најмногу до 21.776 денари. Постапката за добивање на оваа финансиска поддршка се остварува со поднесување на барање за финансиска поддршка преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи, најдоцна до 10 овој месец за октомвриската плата, а за другите исплати најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец. УЈП по ова барање ќе одговори дали истото е комплетно или не во рок од 3 дена од доставување на барањето. Доколку работодавачот добил потврден одговор од УЈП дека барањето е прифатено, тогаш во МПИМ пресметката во полето 3.4б за работниците за кои што побарува финансиска поддршка, внесува шифра 5001. После обработката на МПИН образецот, УЈП го информира работодавачот за вкупниот износ на финансиската поддршка што ќе му биде исплатена за соодветниот месец. Во акција на гостиварската полиција вчера вечер фатени се дилери на марихуана. МВР соопшти дека се работи за државјани на Албанија кои имале торба со 2 килограми марихуана. Полицијата во Гостивар синоќа спроведе антидрога акција и уапси 2 лица. МВР информира дека полициски службеници од ОВР Гостивар на улица Боге Велјановски во Гостивар извршиле преглед кај двајца албански државјани, при што била пронајдена торба со 2 килограми марихуана. При обид за нивно легитимирање, албанските државјани физички ги нападнале полициските службеници, спречувајќи ги во вршење на службени дејства. Од страна на полициските службеници бил лишен од слобода 21-годишниот СД, додека 19-годишниот МА се дал во бегство. По засилени мерки и активности преземени од полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, во соработка со СВР Тетово и СВР Охрид, бил пронајден и лишен од слобода и МА. Дополнително била пронајдена уште една полиетиленска кеса со марихуана. По целосно документирање на случајот против двајцата ќе биде поднесен соодветен поднесок, најави полицијата.
Во текот на неделата што изминува на гостиварска територија во неколку наврати имаше приведување поради дрога, но со помали количини. За еден месец во Тетовско полицијата открила 239 возила со поставени фолии. Контролите продолжуваат и овој месец. Во текот на минатиот месец на поширокото Тетовско подрачје биле откриени 239 возила со монтирани, односно поставени фолии, спротивно на законските прописи и критериуми, информираат од СВР Тетово. На 89 собственици на возила изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парична глоба од 300 евра во денарска противредност, додека 150 ги извадиле фолиите на лице место. Претежно станува збор за патнички возила кои имале поставени фолии на шофершајбните и предните стакла. Ова активност на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај со несмален интензитет ќе продолжи и овој месец. Одбојкарите на Шкендија загубија со максимални 3:0 во дербито на четвртото коло од Џио Струмица. Екипата на Шкендија го загуби дерби дуелот на машката одбојкарска лига против Џио Струмица со максимални 3:0. Тетовските одбојкари пружија достоен отпор, но сепак немаа сили да го изненадат еден од најголемите фаворити за титулата оваа сезона. Првиот сет им припада на домашните со 25:17. Во вториот струмичани беа уште поубедливи со 25:11. Најмногу возбудувања имаше во третиот сет, кој Џио Струмица го доби со минимални 25:23. Овој надпревар претходно беше одложен поради настапот на Џио Струмица во Челендж купот на ЦЕФ. Првично тие заслужено победија, беа подобар партнер денеска за разлика од нас. Ние првите два сета ги игравме грч, не знам по која причина, така што првите сета изгледавме, искрено да ти кажам, лошо. Третиот сет се заземавме, но нијанса победија тие. Иначе ние тренираме, знаме дека тие се претенденти за шампиони на Македонија, така што во главном и очекувавме да биде онака нијанса тие подобри, но така испадна дека првите два сета лесно, многу лесно ги добија. Се надевам дека следниот надпревар ќе го играме во ниво подобро што игравме денес. Одбојкарското првенство продолжува денес, а Шкендија својот надпревар од петтото коло ќе го одигра во понеделник на домашен терен против екипата на Јанта Волеј од Скопје. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги мерките и бидете одговорни. Пријатно!